До сега нема ниту еден приговор за изборниот процес од ниту една политичка партија или граѓанин во Штип, соопштија денес од Општинската изборна комисија. До сега немаме добиено приговор во однос на целиот избирачки процес, така да можеме слободно да кажеме ние сме еден вид мост, значи прескочна даска, секој кој ќе пројави приговор, па мислам дека според секоја правна основа 48 часа од донесување карбонизирано известување што како со гласачите. Во тој случај ја донесуваат кај Општинска изборна, ги добиваме приговорите, има посебен образец за нив и сето тоа скоцкано го праќаме во Државна изборна комисија, каде тие го преразгледуваат. Од ОИК денес и официјално го потврдија вториот изборен круг во Штип кој ќе се одржи на 29 октомври. Идентично беше и во општина Карбинци. Изборниот ден во општина Карбинци помина во една мирна и демократска атмосфера, можам да кажам, бидејќи немаше никакви официјални забелишки и приговори поднесени до Општинската изборна комисија, што се однесува и до избирачките одбори. Сите гласачки места беа навремено отворени во 7 часот, започна гласањето, заврши во 19 часот, немаше никакви прекини. Во меѓувреме, ДИК до сите општински изборни комисии треба да испрати информација околу процесот, вклучувајќи го и податокот дали ќе има или не проширување на списокот на болни и немокни лица кои гласаат во домашни услови. Дали ќе имаме допуна за болните, не можам искрено да кажам сега, затоа што ќе чекаме допунски информации од Државна изборна комисија, тие со право може да кажат дали ќе има повторно дежурство за болни, ќе ги прифаќаме, дали нема, дали ќе ги разгледуваме веќе поднесените и слично. Инаку во источниот регион досега има поднесено само еден приговор до Државната изборна комисија. Истиот е поднесен во Зрновци и се однесува на градоначалник и листа на советници. ДИК одлучила истиот да биде одбиен.